Стигна нова медицинска помош за Северна Македонија за справување со пандемијата, но таа не вклучува вакцини против COVID-19. Во земјава дојдоа респиратори кои се дел од системот на НАТО заштита, донација на Словачка. I'm coming at a very difficult time for the whole humankind. Доаѓам во многу тежок период за целото човештво кога се справуваме со пандемијата. Ова е моментот кога треба да покажеме колку го вреднуваме нашето пријателство и ова е момент да покажеме дека пријателите меѓусебно си помагаат. Словачка се мачи како да им помогне на сопствените граѓани, но не забораваме да им помогнеме и на другите. Посебно е добро да се имаат така блиски пријатели кои што мислат на нас и кога нив им е тешко. Европската унија најави 70 милиони евра помош за Западен Балкан, вклучувајќи и Северна Македонија. Намерата беше со овие средства да се олесни процесот на набавка на вакцини, кои, како што првично се планираше, требаше да отстапуваат и самите земји членки. Но глобалниот недостаток на вакцини од западно производство, што се почувствува и во самата Унија, резултираше со тоа голем дел од регионот, вклучувајќи и земјава, да остане без ниту една вакцина. Денеска министерот за здравство го потпиша договорот со кинески Синовак за набавка на 200.000 дози. Венко Филипче не се сомнеа во ефикасноста на овие вакцини. За сите вакцини има различни публикации. Ефикасноста на конкретно кинеските вакцини у различни публикации оди од 60 до близу 90%. Меѓутоа, мислам дека сосем доволно за да се постигне саканиот ефект, а тоа е да има одреден степен на колективен имунитет. Тоа што е многу битно е количината со која што целосно се покриваат две многу значајни категории. Прво здравствените работници, буквално сите, и не само здравствени работници, туку и сите други нездравствени работници кои што работат во здравствениот систем и најризичната категорија на возрастни граѓани со хронични болести. Филипче уверува дека кинеските, како и вакцините на останатите западни производители се еднакво безбедни. Проценките на надлежните се дека по март ќе се намали притисокот врз производителите и дека ќе се олесни пристапот до сите вакцини на пазарот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.